Детето на Зоран Мијалков од Штип, председателот на Сдруженијето Сплотени срца, се уште не тргнало на училиште. Иако од почетокот на учебната година поминаа 2 месеци, малиот Никола се уште не седнал во прводеленската клупа. Директорот ти вика, ние како училиште завршивме се, обратете се до општината. Општината вика, ние што беше до нас примивме од школото, обратите се до Министерството. Министерството ти вика до школото и така секој ден, значи веќе здравјето не се навршува на нас. Значи, многу е страшна ситуацијата. Не е еден проблем во живото, ово мислам дека не дотепа веќе. Усно не беше кажано дека гледајте да си траете, да се заврши работата. Меѓутоа, во нашата земја имаме закони и сега имаме адвокат кој што ќе не ги одбрани права. Поради ова, Мијалков, кој во целата држава е познат по хуманитарните активности за децата со посебни потреби, ангажираше и адвокат. Убеден е дека со него неговото дете конечно ќе тргне на училиште. Се работи за барање за упис во основно образование, поднесено уште во мај оваа година, по која не е одлучено, нема никаква одлука до ден денес. Детето е вон настава веќе 2 месеци и повеќе. Надлежните институции молчат со никаква одлука, па затоа ние го применивме институтот за молкна администрација, покренати се постапки во тој дел. Од друга страна, директорот на деветолетката Ванчо Преке, Методи Папаров, тврди дека проблем веќе нема и тие очекуваа Никола денес да се појави на училиште. Согласно Законот за основно образование, ученикот за кој вие реагирате е запишен во нашето училиште, веќе ми е одреден наставник, денес треба да посетува настава во прво оделение, така да од кога ги комплетиравме документите, ние реагиравме правовремено. Од сева ова произлегува дека проблем во основа нема, но прашањето кој е виновен што Никола изгуби 2 месеци ефективна настава и како таа ќе се надополни. Овој случај има исклучително сензитивна содржина ако се знае дека Никола е дете со посебни потреби, исто како и неговиот постар брат, што ја објаснува емотивната реакција и загриженост на таткото Зоран Мијалков.